Животот на пиратите. Еднаш многу одамна, пред нашето време, кога бродовите имаа едра и не постоеја паметни телефони, ниту микробранови печки, ниту изуми како овој на кој го гледате ова, тоа беше време кога ниеден брод не беше безбеден, а во најголема опасност беа бродовите на кралската пошта. Мислиш дека е таму некаде, капетане? Таму е и не чека најсуровиот човек што пловел по овие мориња. Капетане Херман, гледајте! Тоа едро, тоа е мачка со 9 опашки. Доаѓа капетан Гарфилд. Мачка со 9 опашки пловеше по морињата. Ги ограбуваше бродовите, сите се плаша од нејзиниот капетан. Злогласниот пират познат по тоа што повеќе сакаше лазањи отколку злато. Лазањи. А негово омилено оружје беа питите со крем. Како што се вели во пиратскиот бизнис, човек истепан со пити нема што да каже. Јохо, напред, не се мислете. Гледај, тоа е верното морско куче на капетан. Го поразивме и го контролираме бродот, капетане. Го фативме како што наредивте, капетане. Браво за вас, момци мои. Знаете каква мрачна судбина ве чека, нели? Не те молам, капетане, имај милост. Јазик! Нека престане. Те молам, капетан Гарфилд, те преколнувам. Поштеди го мојот екипаж и поштеди мене. Кажи што сакаш. Знаеш што сакам јас. Да, знам. Донесете го товарот. Донесете ги сите лазањи што се на бродов. Таа приказна е стара колку времето. Секогаш кога капетан Гарфилд ќе поразеше некој брод, си заминуваше со сите лазањи. Капетан Гарфилд пак победи. Секогаш победува, да. Благодарам, капетане Гарфилд. Ти благодарам што ме поштеди. До следниот пат. А ќе се видиме повторно, другарче. Благодариме што не спаси, капетане. Капетане Гарфилд е безмилосен. Ме чуди што не те измами. Може би е најсуровиот пирата на овие мориња, но сепак е мачка од збор. Барем понекогаш. И после секој триумф, капетанот и неговиот екипаж прославуваа во нивниот дом на морето. We are pirates unsurpassed. Jolly Roger flies our mast. We see a ship and we strike. We board and take what we like. We are men you can't defeat. So surrender when we meet. Hand over anything that's good to eat. Во кралскиот дворец беа многу вознемирени. Веста за најновиот грабеж стигна до кралицата, која веднаш го повика комодорот на незината кралска морнарица. Кралските залихи на конзервирана лазања се ближат кон крајот, комодоре. Шокантно, неприфатливо. Мора да ставиш крај на овој терор, комодоре Нермал. Зароби го пиратот Гарфилд и фрли го во најтемната зандана. Нема проблем, кралице мила. Мислам, вашата заповед ќе биде исполнета до последен збор, ваше височество. Кралице мила?
Пред да зајде сонцето тој ден, комодорот Нермал отплови за да го најде пиратот познат како капетан Гарфилд. Пловеше преку длабоките мориња, со денови пловеше. Комодорот Нермал безнадежно се изгуби некаде кај северниот и јужниот пол. Кога ќе можеш сврти полукружно околу следната санта лед. Никогаш не требаше да го купам ова. Одиме по полесниот пат, другар. Лоцирајте брод што носи лазање и се што треба е да го следиме. Мудар потек, комадоре. Едноставно, очигледно вистина, другар. Најди лазање, ќе најдеш и дебелата портокалова мачка. Многу лесно. Никогаш не била кажена поголема вистина. И така, следниот ден од ова долго патување на кралската морнарица. Дали очекувате пиратот Гарфилд пак да не ограби, капетане? Вака ќе кажам. Сакав да заштедиме време. Капетане Херман, брод пред вас. Повторно е тој. Мислам дека знаеме што треба да направите. Ви благодарам, луѓе. Вака ќе ни заштедите многу време. Во ред, само дајте ми ги лазањите и веднаш ќе си одам. Толку брзо, ти беден крадецу. Јас сум комодорот Нермал, капетанот на убавата кралица и најсладката мачка во целото кралство. Стража, заробете ги со стил. Дојди тука! Дојдете малу! Еј, внимавај со тоа, другар, те молам, тоа можеше да биде меч. Ова беше многу полесно отколку што мислев. А сега? Еј, другарче, имаш нешто на убавиот нос. Имам? Тоа ти го расипува изгледот, некако. Навистина, подржи го малку. Не гледам никакви мани. Овој меч ме измами. Ќе те фрлам од бродот и бедна портокалова топко. Очигледно овој раскаран пар го следеше едно окото злобно чудовиште и го гледаше вистинскиот момент за да ги нападне. Маневрирај кон бродот. Овие две будали се толку занесени во нивната кавга, нема шанса да не забележат. Глушец, глушец, помош! Врати се тука, ти смрдлив дебел крадецу! Сред битка и капетанот Гарфилд и капетанот Нермал се најдоа во тесно кога трет брод удри во бродот на кралската пошта. Ма колку? Значи пак се сретнавме. Кажи ми што правиш ти овде, ти дволично чудовиште? Го правам најдоброто што можам, капетано Гарфилд. Го крадам тоа што пред малку беше твое. Леле! Пиратите обожуваат да кажат ар. Не слободете ме! Вие злобни Еј, најдете друг брод да Како се смелувате да ме третирате на ваков начин? Замолчи! Не ти требаат овие будали. Придружи им се и заедно ќе владееме со седумте мориња. Само малку да размислам за твојата понуда. Не, повеќе сакам да завршам на пусто остров со ограничена ТВ програма и без пица. Смешно е што го спомна тоа. Кренете ги едрата вие двајца. Јас ќе победам и ќе го вратам мојот брод и ќе ги ослободам моите морнари од лошиот папагал Макоко. Па? Можеше да биде и полошо. Не може да биде полошо тоа да завршам на пуст остров заедно со тебе. Така е. Со него сум. Еј, Макоко, врати се! Нели сакаше да ме фрлиш на екулите? О,
ова не е добар момент за пишување мемуари. Пишувам писмо за да кажам на незиното кралско височество дека неочекувани пирати ме фрлија на пуст остров на кој има само едно старо дрвено буре и ти. Каква будала. Се наоѓаме на илјадници километри од кралската палата, нема шанси тоа шише да стигне до нив. Мил Боже, ова е итна порака за кралицата. Промена на плановите, момци. Летаме назад во Англија. Во меѓувреме, во кралската палата кралицата полека го губеше трпението. Грашок? Пак? Ох, нема да изедам уште една конзерва грашок. Слушате, јас можам да ви направам убава чорба. Може би супа со ракчиња. Порека од комодорот Нермал, ваше височество. Го заробиле пиратите? Фрлене на пуст остров? Ова е неприфатливо. Еве, фрли го ова наместо мене. Ќе ја земам работата во моите кралски раце. Подгответе го мојот кралски брод и земете костуми за капење. И мојата маска за нуркање. Кариби, доаѓам. Капе некоја леплива бела течност. Одвратно е. Што и да е, не може да биде поодвратно од тоа што сум заглавен овде со тебе. Капетане Гарфилд, не сме сами. А би сакал да сум. Не, има уште некој на овој остров. Твојата фантазија почна премногу да влијае на тебе, комодоре Нермал. Нема баш никој друг.